Покажете си го нивото на политичка култура пред целиот дипломатски корпус. Јас ве слушав цела година, барем сега еднаш сослушајте ме вие мене. Во ваква атмосфера на нетрпеливост и меѓусебно дофрлање помина последното годишно обраќање на Ѓорѓи Иванов како претседател на Македонија. Разликите меѓу шефот на државата од една и владата и владеачкото мнозинство од друга страна не се намалија ниту денеска во парламентот. Иванов ги повтори своите ставови за договорот од Преспа, договорот со Бугарија, како и за законот за јазици кои ги нарече 3 предизвици за државноста. Во една република единствено народот има право да управува сам со себе и да одлучува за својот живот, да го избира своето име и името на државата што ја создал, јазикот што го зборува, културата што ја гради. Затоа ова влада и ова парламентарно мнозинство побара од народот сам да се согласи на таа промена, за да може правното укинување на македонскиот народ да се протолкува како негова сопствена волја. Кажа дека исходот од референдумот бил таков зашто граѓаните увиделе дека се уценети дека проработил имунитетниот систем на државата. Не го заборави ниту законот за јазиците, кого во 2 наврата одби да го потпише. Речи си нема член во тој закон во кој не е прекршен Уставот на Република Македонија. Повторно демантираше каква било улога во настаните од 27 април и уверуваше дека секогаш иднината на Македонија гледал во ЕУ во НАТО. Обраќањето на Иванов имаше различен ефект врз мнозинството и врз опозицијата. Ова е последно обраќање на човекот кој недостоинствено и на штета на државата ја извршуваше функцијата претседател. Дава одлика на конзистентен политичар, кој што се држи до оние принципи врз основа на кои што го добил мандатот од граѓаните. Иванов денеска се обрати за последен пат како претседател. На 12 мај нему му завршува вториот мандат. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.